Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Заштита на природната средина од пластичниот отпад во земјоделството е главната цел на едногодишен проект што го започнува Сдруженијето за екологија Екотим Исток. Целта е кај локалното население да се подигне свеста за потребата од соодветно одлагање на амбалажата од заштитените препарати што се користат во земјоделското производство. Сдруженијето за екологија и заштита на животната средина Екотим Исток од Кочани во партнерство со компанијата Екопроект Ко го почна проектот Селектирај пластичен отпад од земјоделството и дај свој придонес за борба против климатските промени. За реализација на овој проект, што ќе трае до крајот на август идната година, обезбедени се околу 700.000 денари, а тој ќе се спроведува на територијата на општина Чешиново Облешево. Главна цел е да се подигне свеста на локалното население, како и на бизнис секторот, за штетното влијание на пластичниот и друг отпад од земјоделското производство при неговото оставање во обработливите површини. Со проектот е предвидено да се обезбедат потребните ресурси за селекција и собирање на пластичниот отпад во земјоделството. На 5 локации во општината Чешиново Облешево ќе бидат поставени посебни садови за собирање на пластичната амбалажа и отпадот при земјоделското производство. Тие ќе бидат соодветно обележани, а ќе се изработат и флаери и постери за местата каде што ќе бидат поставени садовите. Јакнењето на свеста на населението ќе се реализира и преку едукативни средби со земјоделците, како и со вработените во поголемите преработувачки капацитети на земјоделски производи. Проектот за селекција и третман на пластичниот отпад од земјоделството го имплементираа Сдруженијето Екосвест, Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе CMVP Македонија и Движењето на екологистите на Македонија, а е финансиран од фондовите на Европската Унија. Во сообраќајна несреќа што се случила во средата во Виница, прегазен е 82 годишен старец. И покрај интервенцијата во Кочанската и Штипската болница, тој им подлегнал на повредите. Тешка сообраќајна несреќа се случила во средата предпладне на локалниот пат од Виница кон Јакимово, при што како последица од здобените повреди, едно постаро лице го изгубило животот. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека на 2 октомври околу 10 часот и 20 минути на локалниот пат од Јакимово кон Виница на влезот на просторот за паркирање возила, автомобил Шкода Октавија со винички регистарски ознаки, што го управувал 29-годишниот МЈ од селото Лаки, удрил во 82-годишниот пешак МЈ од селото Грљани. Во незгодата старецот се здобил со тешки телесни повреди, поради што веднаш бил пренесен во болницата во Кочани. Поради сериозноста на повредите пак, веднаш бил препратен во болницата во Штип, каде околу 18 часот и 50 минути починал. Увид на местото на настанот извршила екипа од полициската станица во Виница, пошто треба да бидат познати околностите поради кои дошло до сообраќајната несреќа. Дополнително, по наредба на јавен обвинител, телото на починатиот старец било дадено на обдукција. Во библиотеката Искра промовирани 4 книги од магистер Драган Георгиевски, кустос советник во музеот Кратово, запишано фолклорно богатство од Кратовско. Настанот е дел од програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Како дел од програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз, во библиотеката Искра беа промовирани 4 книги на магистер Драган Георгиевски, кустос советник во музеот Кратово, под наслов Запишано фолклорно богатство од Кратовско. Книгите се со наслов Народните верувања и обичаи во Кратовскиот крај, Пун джеп приказки, македонски народни приказни од Кратовско, Мори Маро Дилиндаро и Дека лажата вечерала, тој не осамнуе. Авторот на овие книги се водел од мислата дека создаденото дело е нацрпано од изворот на народниот гений, кој обстојувајќи на овие вечно немирни балкански простори, представувајќи сплет на меѓусебни влијанија, вкрстувања и прелевања, што оставиле значајни траги и карактеристики за секој културен ареал, посебно создавани низ историјата како природни дарби на народниот гений.
Јас како кустос советник вработам во музеот на град Кратово, веќе 30 години истражувам на темата фолклористика и етнологија, кој што овие книги се плод на долгогодишно истражување, како што кажав, 30 години и се доста интересни и да ви кажам дека тоа се собирани на терен по селските населби и исто така и во градот. Значи имам зафатено повеќе приказни, околу 50 приказни кои што се на кратовски дијалект и кои што можат да се прочитат на извор на кратовски дијалект. Исто така и песните се собирани од познати информатори кои што ми ги дадо во целост и кои што ги забележав, така да еве денеска можеме да присуствуваме на промоција на фолклорното богатство од Кратово и Кратовско. Така да мислам дека сите читатели од ова многу убава, односно интересна библиотека ќе можат да прочитаат. Исто така јас ќе подарам и неколку книги на самата библиотека кои што читателите од Кочани ќе можат да ги поземат, да ги прочитаат и да се запознат со фолклорот и етнологијата на Кратово и Кратовско. Промотор на книгите беше магистер Куце Стојменов, а нивното издание е финансирано од Министерството за култура. Женско писмо и трагачи по парадокси, или вкупно 3600 афоризми од машки и женски автори, беа промовирани во рамките на третата интернационална вечер за хумор и сатира. Беше отворена и втората изложба на карикатури од српскиот автор Никола Драгаш. Библиотеката на фестивалот Инвиница Веритас доби нова европска димензија со промоција на третото издание на книгата Трагачи по парадокси и претходно издадените книги Балканска трансверзала и во Сатирата е вистината. Прва еве имавме можноста да ја промовираме третата книга од Трагачи по парадокси, односно третото издание. Сега веќе имаме 61 автор од 19 држави од Европа. Книгата има околу 400 страни, секој автор има по 6 страни, секој автор има некаде по 30 афоризми и ако се една проста математика, 61 автор по 30 афоризми, негде преку 1800 афоризми. Инаку за оние што не ги следат овие работи, фестивалот Инвиница Веритас е еден од ретките фестивали во светот што има своја библиотека, односно библиотеката Балканска сатира, која веќе со оваа книга прерасна во европска сатира. Ова е наша четврта книга. После во сатиријата е вистината, македонска афористична ризница. И еве доаѓаме до третото издание на Трагачи по парадокси, пред тоа беше Балканската трансверзала. Во рамките на интернационалната вечер беше промовирана и книгата Женско писмо, темпорална антологија од авторот Дејана Саиловиќ, во која има 1805 женски афоризми. У книзи има 180. Во книгата се застапени 180 автори во период од 120 години. Го покрива целиот регион на бивша Југославија и има вкупно 1805 афоризми. Книгата ја отвара кралицата Наталија Обреновиќ, која беше прва жена афористичар, а во 1897 година ја објави првата книга со афоризми. Во Србија има најголем број, околу 800 афористичари, меѓу кои и многу жени. Инаку, јас имам 3 авторски книги и еден зборник во кој се застапени 20 авторки. По професија сум медицинар, односно тренер по аеробик и графички дизајнер. И вие и ние имаме доста инспиративни држави, така што немаме воопшто проблем за пишување афоризми. Главни теми кои ми се предизвик се религијата и политиката, посебно религијата. Во рамките на вечерта, која имаше и музички дел со групата Квинс, беа промовирани и карикатурите на српскиот карикатурист Никола Драгаш. Работилници за карикатура во училиштата одржаа Миле Ѓоргиовски и Миле Манчевски. На третиот ден од одржувањето на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри настапија децата учесници во фестивалот Музички бранови. Во наредните денови следуваат промоции на книги, концерти и фолклорно дефиле. Децата кои ќе учествуваат на фестивалот Музички бранови што ќе се одржи во октомври и оние кои беа најдобри и освоија први места на ланскиот фестивал, настапија на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри како дел од програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Јас сум Анастасија Богданова, победничка на фестивалот Музички бранови. Победник сум во 2018 година со мојата песна Татковина. Денеска сум
дел од манифестацијата Музички бранови по повод на денови на Оризот, на Кочанскиот Ориз. Вечерва настапуваат ученици што ќе настапат во октомври, но настапуваат и учесници што се настапиле во минатата година. Јас сум водител на оваа манифестација. Манифестацијата Музички бранови е многу добар фестивал, бидејќи не потекнува и понатаму да се бавиме со музиката. Јас се викам Тамара Трајчевска. Јас бев победничка на фестивалот кој што се одржуваше во Кочани, Музички бранови. Денеска сум дел од манифестацијата за отварањето на Кочанскиот Ориз. Ќе се представам со мојата песна Порака. Јас се викам Марко Евановски. Ќе настапувам во октомври со песничката Не сакам разделби. Денеска настапувам по полот на ден на Оризот. На четвртиот ден од манифестацијата концерт одржува Основното музичко училиште Ристо Јуруков. В петок на 4 октомври во 18 часот во библиотеката Искра ќе се одржи Балканска поетска средба, а во 19 часот ќе биде промовирана книга за Оризот од Зоран Поповиќ и Оливера Поповиќ од Република Србија. Во 20 часот во Паркот на Револуцијата концерт ќе одржат Салса и Пунто Куба од Србија. Централните настани ќе се одржат в сабота на 5 октомври во 10 часот на Институтот за Ориз традиционално зажнејување, а во 11:30 во Централното градско подрачје ќе се одржи дефиле на фолклорни групи. Во 12:30 во Паркот на Револуцијата доделување признанија и награди и настап на фолклорни групи и презентација на традиционална храна. Во вечерниот термин во 21:30 во Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи концерт македонски и светски евергрин мелодии Девана Нардели и Огнен Здравковски со Долче Дуа. Организатор на манифестацијата е општина Кочани. На третиот и четвртиот ден на репертоарот на програмата на фестивалот Инвиница Веритас се театрите од Лесковац и Врање. Со монодрамата Моите љубовни јадови настапи српската актерка Жетица Дејановиќ. Најпознатата актерка од Врање Жетица Дејановиќ 20 годишнината од својата актерска кариера ја прослави заедно и со верничката публика. Нејзината монодрама Моите љубовни јадови, со која го слави овој јубилеј, се најде и на репертоарот на фестивалот Инвиница Веритас. Свака жена би се пронашла во овој приказ. Секоја жена ќе се пронајде во оваа приказна, бидејќи ние секогаш се бараме како да го најдеме оној вистинскиот, но не се запрашуваме дали нам нешто ни фали. Мојата порака во оваа монодрама е да секоја жена треба да биде своја таква каква што е, различна од другите, да не става силикони или перики, за да се допадне на некој. Вистинската личност ќе дојде тогаш кога сме такви какви што сме. Премиерата беше на 27 мај. Драмата е по повод 20 години од мојата кариера како актерка. Пред 2 години театарот Бора Станковиќ гостуваше со представата Аматери, а со оваа монодрама бев во Штип и во Скопје. Секогаш сакам да доаѓам тука. Гостопримливи сте и уживаме во Македонија. На четвртиот ден од програмата на фестивалот е театарот од Лесковац, кој настапува со представата Половњачи, текст по мотиви од драмата Изроди на Лик Хибнер. Следува информацијата од спортот. Нов успех постигна кочанскиот борач и поранешен член на Спартак Столе Евтимов на Балканското кадетско и јуниорско првенство што се одржа во Бугарија. Во силна конкуренција во категоријата до 92 килограми, тој го освои второто место. Успесите на поранешниот борач на кочански Спартак Столе Евтимов продолжуваат и на меѓународен план. На Балканското првенство за борачи до 15 години, кадети и јуниори, што од 30 септември до 6 октомври се одржува во градот Панагјуриште во соседна Бугарија, Евтимов го освои второто место во јуниорска конкуренција во категоријата до 92 килограми. Според информациите, конкуренцијата во неговата категорија била силна, а Евтимов во првата борба го совладал репрезентативецот на Косово. Во вториот настап бил поуспешен од романскиот представник.
Во полуфиналетот, нашиот борач се сретнал со репрезентативец на Бугарија и го победил, додека во финалната борба загуби од представникот на Турција, кој е второ рангиран на светската листа во оваа категорија. Инаку на Балканското првенство во Бугарија учествуваат 180 борачи од репрезентациите на Србија, Хрватска, Романија, Косово, Грција, Турција, Македонија и домакинот Бугарија. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.